Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што денеска беше најавено на мојот Facebook профил, гостин вечерва ќе биде Игор Ивановски. Господин Ивановски, добро вечер. Добро дојдовте. Добро вечер. Добро вечер до вас и до вашите гледачи. Драго ми е што еве вечерва граѓаните ќе имаат можност да слушнат, да поразговараме, да отвориме многу прашања, неотворено, без никакви задршки, да продискутираме, бидејќи јас се водам од максимата дека нема тешки или незгодни прашања, има само тешки и незгодни одговори. Но еве ја прифати вашата јавно упатена покана за да поразговараме. Не е точно дека никој од СДСМ предходно не бил во вашата емисија, вие добро се сеќавате. Радмила Шекеринска тогаш како председател на СДСМ и кандидат за премиер 2008 година беше во емисијата Јанко Јади Бурек, додуше на друг медиум, но еве сега се надевам дека граѓаните ќе може да ја чујат и другата страна на дебатата или на вистината во државата на најдиректен и најотворен начин. Океј, баш ми е мило што е тоа така. Една работа, ја имав од прилика како да го започнам интервјуа, ама да ти кажам, ме преваривте малку на почетокот, бидејќи ме потсетивте на нешто дека ова не е наша прва средба, официјална, тоест да ви правам интервју. Предходно ми рековте и ме потсетивте на интервју кое го имам правено со вас во 103-ка. Сте ми биле гостин, вие еден ваш колега, за еден вестник, средношколски вестник. Првиот и единствен, и тогаш и сега средношколски вестник, кој што ние млади ентузијасти тоа време 93-94 година, како средношколци во Корчагин, гимназијата во Скопје, започнавме да го издавам, се викаше, и се уште се вика, ако додуше многу малку излегува Визија. Беше прилично авангарден проект на група ентузијасти кои што без пари, само со водени од сопствената желба да проговориме како млади луѓе за работите, го пишувавме, сами баравме спонзори, сами го продававме, сами ги составувавме сите оние класични новинарски пристапи, дури имавме и стрип, што сега го имаш. 93-94 година. Почна 93-та, барем јас додека бев до 94-та, после се запишав на факултет, ја предававме палката или штафетата на помладите од нас, но и јас исто така додека се движам ми текна дека прв пат се запознавме тогаш во легендарната 103-ка. И поразговаравме. Не сме стари, но сепак се подзабораваат некои работи. Не сум го врзал тоа со вас, никогаш 103-ка ми е секогаш некоја онака дека никој никогаш од 103-ка не се етаблирал. Не произлегол како политичар. Нешто како политичар или нешто како новинар. Ете вие, ете јас и така натаму. А ме интересира една работа, бидејќи вие доаѓате овдека пред се како кандидат за председател на СДСМ, на кој наскоро треба да се, нели, ќе има повеќе кандидати, се очекуваат и така натаму. И на некој начин ова е и презентација, ова е кандидатура, ова е кампања и во рамките на таа кампања има многу подпрашања кои би требале да се објаснат. Ја би почнал од оние најчовечките. Ме интересира бидејќи сепак сме на многу широка публика и заради широкиот диапазон на публика која има емисијата, ми интересираат неколку, затоа и го спомнав ова со 103-ка, тоа е една дополнителна слика кој сте и што сте. Ми интересира од каде прекарот шема. Никогаш не сум прашал, никој не ми кажал. Па и многу луѓе не прашуваат, ниту се интересираат, едноставно го користат. Најчесто мислат, бидејќи сум долг временски период во СДСМ, дека тој е поврзан со моите активности или начин на работење во партијата, но тоа не е така. Скопје не е познат, барем колку останатите градови, да речеме како Прилеп, Битола, можеби Штип и така натаму, или Куманово, каде што е нормално да речеси на секој човек му се доделува некој тип на надимак и луѓето велат тука никогаш не грешат, кој ќе го кажат. Скопје не е, барем јас така го доживувам, таков тип на град, бидејќи нема таква историја, повеќе измешани така натаму, но прекарот или надимакот шема, кој што не име мене официјален, ниту јас го користам и го водам, е пред јас да влезам во партијата и тој е поврзан со тие младешки денови кога по самостојувањето на Македонија се расшири градот, започна ноќниот живот, започна луѓето да послободно или ги добија повеќе можностите за тоа да се дружат и некако другарите ми го наметнаа тој надимак шема, бидејќи се обидував да бидам
не прв во се, туку да се обидам да бидам упатен или да се интересирам за сите работи, и во науката, и во спортот, и во ноќниот живот, Чекај. и во комуникациите. Шема ние у Скопје у тоа време се подразбираше, бидејќи ја бев дисџокеј тогаш у МНТ работев. Да. Шемаџиите ни беа оние што идеа, што делеа гратиси по балерини, по манекенки, што организира по у тие кафани да се собираме таму. И тие беа шемата што ја правеа шемата. И така ги викавме шеми, шемаџи и така натаму. Учествуваш у тие работи? Не сум учествувал, бидејќи имам само 17 години, но да, Кој се годиш? дружев 77. 1936 години. Добро. Сега пред малку наполнав. Ме интересира сега неколку работи, искрено да кажам, според проектов кои треба да бидат избори во СДСМ, прилично амбициозни се сите овие најави. Имам неколку нејаснотии по тоа прашање, иако сега, бидејќи сте прв, па сега векам кој е прв, тој е најхрабар на некој начин, шега на страна, но ќе треба да одговори на оние општи прашања кои не се ни во ваша... Повелете. Прва работа е каква е сега ситуацијата хиерархиски, институционално во СДСМ. Бранко Црвенковски најави за минување од СДСМ, но оставка не е дадена. Дали по таквата ситуација, не знам, по статусот на партијата и така натаму, можат сега да се поднесуваат кандидатури, бидејќи он е избран со акламација како председател на СДСМ, и каква е сега процедурата на поднесување на тие кандидатури, кој може, кој не може и така натаму. Тоа ме интересира. Точно, во изминатиот период од разни места се појавија различни толкувања, во најголем дел и погрешни информации, кои што и вие со право ги отварате во смисла за да ги расчистиме. Значи, СДСМ, како впрочем и сите останати партии во државата, ја не сакам да го споредувам СДСМ со било која друга останата, но си има своји начини и правила на игра. Тие се дефинирани и со праксата, но најмногу се дефинирани со статутот. Тоа е нашиот устав, натрешно партиски, кој што предвидува да на секој 4 години партијата одржува изборен конгрес. Последниот конгрес беше во 2009 година, на кој што беше избран председателот Црвенковски и новите органи на партијата. 4 години истекуваат во 2013 година, на крајот на месец мај, почетокот на месец јуни, и оттаму веќе се донесе одлука. Таа одлука ја носи највисокиот орган на партијата помеѓу два конгреса, тој е Централниот одбор на партијата, и тој го закажа конгресот за 2 јуни, не само како датум, туку и со соодветна постапка и процедура, која што предвидува со строго утврдени рокови, расширена постапка да се кандидираат лица за председател, за членови на Централен одбор, за надзорен одбор. СДСМ има и таа демократска можност и отворен пристап на само кандидирање. Значи, секој може самиот да изрази својата иницијатива да биде кандидат за председател, и тоа беше започнато како постапка со седницата на Централниот одбор, каде што Централниот одбор ја донесе таа одлука, на која што председател Црвенковски не поднесе оставка, и тоа не е потребно. Така да информациите дека тој подне оставка не се точни. Тоа ниту некој го побара, ниту некој го бара, ниту е потребно, бидејќи на 2 јуни самиот конгрес по себе е изборен. Завршува 4-годишен мандат. Тој конгрес нема да биде само за да се избере ново раководство, туку ќе биде еден вид на отворена, отчетна дебата за тоа што се случи во изминатите 4 години, кои се ефектите, резултатите, се прави сериозна анализа за сите претходни изборни циклуси. Овие 4 години имавме и вонредни парламентарни избори, 2011, имавме сега локални избори, и тоа е нужно за да се знае на кој начин понатаму ќе се продолжи од аспект на тоа дека партијата сака победи. Добро. Што велите така. Тогаш, дали која ќе се организира конгресот, на отчетот ќе биде присутен и Црвенковски? Да, тој ќе го води конгресот. Он ќе го води конгресот. Така било секогаш, така ќе биде и сега. Сомнежите што се сега е од една страна нели имаме ретко виден до сега, барем за СДСМ, демократски процес, најава за 4 кандидати. ВМРО имаше со 2 кандидати, дупло се иде. Но од друга страна има сериозен сомнеж дека Бранко Црвенковски воопшто и ќе се повлече. Од каде доаѓа сомнежот? Прво доаѓа од
честите негови менувања на ставови. Зборам сега, ќе карикирам малку, идеме на избори, не идеме на избори и така натаму. Ситуацијата како се менуваше и се менува и ставовите. Од тоа, можеби кај дел од јавноста, стручната јавност или новинарите, произлегуваат, можеби и тие сомневања. Ме интересира вашето мислење по тоа. По тоа прашање. Дали сте убедени со сигурност дека Бранко Црвенковски нема да се кандидира, поточно дека ќе се повлече дефинитивно од местото лидер на СДСМ? Овдека не може да стане збор за лична убеденост, дали јас или било кој друг. Јас можам да ви ги сообштам фактите што се помалку или повеќе познати и на внатрешно партиската, но и на надворешната јавност. А тоа е дека се донесе одлука за изборен конгрес, председателот Црвенковски на тој централен одбор кажа дека нема намера да се кандидира за председател на партијата и од тој момент започнува оваа постапка за номинирање. Ако се гледа формално правно, согласно партиските процедури, и јас и било кој друг, во овој момент не сме формални кандидати. Ние само изразуваме нашата потреба, интерес да настапиме како кандидати. Во овој момент општинските организации вчера, вечерва и така натаму од своите најниски клетки, местните организации, што е огромен број на луѓе, Така. во една широка постапка, го даваат своето мислење. Кои сметаат дека треба да биде кандидат. На крај се седнува, може во овој момент да има и 2, и 3, и 4. Мене ме загрижува тоа што во јавноста се презентираат голем број на информации дека има 5, 10, 15, 20 кандидати за председател. И тоа е одење во другата крајност, бидејќи не може да има реално толку кандидати за председател, но таа постапка покажува дека е прилично отворена и дека не е затворена. Но на крајот ќе се носи одлука кој од евидентираните кандидати врз база на својата сериозност, искуство, проценка, предлог за понатаму и на вистина ќе стане кандидат или кандидати. Ова ми е нејасно од вашево излагање. Вашите кандидатури се лични или ве предлага базата? И двете. И двете? И двете, да. И лично изразуваме желба, но Така? базата вели да, сметам дека треба да биде пример. Во Тоа значи дека одредени комитети вас ќе ве поддржат или мене сите заедно и така натаму. или они ќе поддржат можеби некои сосема десети? Сосема десети или сосема е легитимно и тука апсолутно не се согласувам дека тоа дополнително внесува некој сомнеш е дека речиси сите, ја би рекол, очекувам сите да навистина искрено, рационално, емотивно го предложат и Бранко Црвенковски за председател на партијата. Има такви информации дека околу 15 комитети веќе организирале, собираат потписи. Не, мислам и дека ќе бидат и повеќе. И тоа е сосема во ред. Добро. Бранко Црвенковски е брендот на партијата. Окей. Тој е основал, ја градел, со него партијата ги постигнувала најголемите успеси, учествувала во носење на најкрупните стратешки одлуки на државата и апсолутно е сосема логично, нормално. Јас тука не гледам никаков проблем да членовите на СДСМ од една страна водени од таа своја поврзаност, препознавање на брендот Црвенковски и му даваат поддршка со потпишување на иницијативата или преку предлагање на општинските организации. Тука не гледам никаков проблем или дополнителен сомнеж. Мислам дека сомнежите се креираат повеќе од условно медиумите кои што се блиски до власти, ако не сакам да се стужам со такви констатации, но за жал тоа е факт во оваа држава кој што има многу ниска слобода на медиумите и кои што како еден вид на можеби странични сирџи сакаат да ја насочуваат внатрешната дебата во СДСМ во смисла дека ќе постои раскол, проблеми и така натаму. Ја лично можем да кажам што мислам, а тоа е дека лично нема да учествувам на било кој начин во ова досегашна аидна постапка да наштетам на хомогениот пристап или на шансите на СДСМ за успешен настап понатаму, бидејќи се водамо следното. Не е сеедно или не е најбитно кој ќе победи, туку и како СДСМ ќе избере председател. Јас секогаш велам, има луѓе кои што се водени од личната желба, амбиција, и тоа не е спорно. Не е лошо. Да, не е тоа лошо. Не гледам ништо во амбицијата лошо. Човек без амбиција нема никаков ја немаше ни да прогрес. стигнам до овде да немам амбиција. Но
да се смета дека треба да се стане председател на партија по секоја цена и да бидеш на крај можеби председател, јас велам, на куќен совет, не е исто. Не е. Кога ќе се рече на СДСМ му треба единство, јас сум првиот кој што ќе даде придонес кон тоа, но треба да дефинираме што е единство. Например, ја мислам дека нас во овој момент, и јас тоа јавно го изјавувам и лично, коректно, искрено ќе се водам, бидејќи сум многу долги години во оваа партија, дека нас сега ни треба многу јасна, отворена, прецизна, без задршки, без калкулации дебата за тоа што сме направиле, што добро сме направиле, каде сме погрешиле, за да заеднички врз база на таа анализа продолжиме понатаму подобро. И мислам дека во овој момент ќе биде погрешно ако се сведе изборот на председател на СДСМ како некакви квази или вистински, како сакате, персонални битки. Јас против некој, некој против мене, трет против четврт, бидејќи тоа не е во ред. Сите ние... Но вие ќе конкурирате за тоа место? Не е спорно. Секој не е ќе треба спорно. Јас да говорам... излезе и со некаква програма кој ќе излезете пред... Така е. И тоа е во ред. Јас говорам околу методологијата. Мислам дека нас ни треба да се обидеме да генерираме единство околу концептот, како да работиме, да се договориме дека на тоа ќе работиме нон-стоп, да не кажам 24/7, бидејќи тоа е веќе девалвирано, постојано, перманентно, на секој ниво, на секој начин со секој расположив човечки ресурс, а членството врз база на тој концепт, работен договор, оператива, организација, да процени кој е најдобриот од предложените кандидати за тоа да го спроведе. Сметате ли прво дека во СДСМ се потребни реформи и колку длабоки реформи се потребни? Дали сметате дека СДСМ како сега, вака како ја опишувате, состојбата е не баре идеална, звучи совршено? Кога ја не би ја знаел, тоа би било совршено. Кога не би го знаел Бранко Црвенковски, би рекол дека би ве прашал сега, би ви рекол, па зошто го менувате? Чим е толку јак, чим е толку бренд? Не му дозволувајте, едноставно, со акламација сите станете, заради СДСМ треба да остане. Но очигледно потребни се промени, потребни се реформи, потребни се промени кои ќе предизвикаат една поинаква перцепција кај широките маси. Мислам дека ако една работа ја перцепирате, ја не знам што перцепирате, но ако ја перцепирате, нели, се повеќе и поважно ќе ви биде што е поголем број на, бидејќи во суштина вие се борите да ја смените власта, да дојдете на власт, а за тоа ви е потребна широка народна поддршка. За тоа треба малце да се смени. Не знам што. Дали сметате, значи какви се анализите, уште еднаш да парафразирам, ја бев малку обширен, се извинувам, значи уште еднаш. Дали се потребни промени во СДСМ? Какви потреби се потребни за какви промени се потребни во СДСМ? И дали се потребни на? Значи, еден од најчесто користените зборови во оваа 20 кустур годишна транзиција на Република Македонија е зборот реформи. До тој степен е девалвиран да кога сакаш нешто да кажеш, да споменеш, без при тоа да ја кажеш суштината, сите велат треба реформи. Без да дефинираат што е тоа. Јас ќе идам многу практичен, честен и искрен. Да се каже во овој момент или било кој друг дека на СДСМ му требаат реформи и дека некои работи треба да започнат да се прават од почеток, не е точно. И не е добро, не е коректно. Во исто време да се каже дека во СДСМ се е идеално, исто така не е точно. Не дека вистината е секогаш на средина, но мора да се има предвид дека СДСМ не е партија без свој корен. Ние не сме дрво без корен. Јас така и за себе сакам да кажам. Не почнува животот во СДСМ од 2 јуни натаму. Ниту мојот, ниту на било кој друг, ниту вашиот. Значи се мора да има, ако се сака објективно да се гледа на работите, честно и искрено, треба да се констатира дека во овие 20 години СДСМ направи големи успеси за партијата, а после тоа и за државата. Ние сме современици на македонската независност и историја и многу од работите кои што се позитивни во оваа држава беа токму промовирани и спроведени од страна на СДСМ. Во изминатиот подолг временски период, исто така можеме да констатираме дека во видоизменетите околности, а секое време носи и своји нови моменти, СДСМ не успева
да обезбеди поголема поддршка од својот противник. Ние во изминатите 4 години, особено со враќањето на Црвенковски на челното место, радикално го ја зголемивме бројката на поддржувачи на партијата. Ако 2008 година имавме 214.000 гласачи, ние 2011 стигнавме до бројката од 370.000, што е еден сериозен скок. Но во исто време се постава прашањето што е тоа што треба да се направи за СДСМ конечно да има макар еден глас повеќе од својот противник. И сега ако јас се прашувам, како човек кој што е подолг временски период во партијата и да не ја ширам сега, веројатно ќе имаме понатаму и време да одговориме и на тие прашања. Шири, слободно. Ја и очекувам пошироки одговори. Не интересира таа анализа. Сега да кажам дека во она што јас го замислувам, го темелам врз база на моето искуство во партијата. Немам намера да избегам, ниту можам, ниту сакам, од сопствениот удел и одговорноста во партијата, но кога велам одговорност и удел, значи и во победите и успесите, но и во поразите и тешките моменти на партијата, и водено тоа дека после Црвенковски навистина е сериозен предизвик да се биде претседател на СДСМ. Зошто? Сега да ви кажам дека, дато и тоа го споменав делно на почетокот, ако некој мисли дека оваа битка е персонална и еден човек ќе се замени со друг и тоа е доволно само по себе, тоа е голема заблуда и грешка. Ја лично, например, отворено ви кажувам. Во оваа цела работа не влегувам да се кандидирам за лидер на партијата. Лидер не се кандидира, ниту се избира. Лидер се станува. Не се кандидирам и однапред тоа го кажувам, може тука ќе бидам сериозно различен од останатите, и за премиер на оваа држава како потенцијален претседател на СДСМ. Бидејќи сметам дека сето во животот треба да се изработи мачно, да зад себе обезбедите вистинска, а не формална на хартија поддршка од луѓето, и тоа да видат што е можно поголем број на луѓе, и од кога ќе се докажете во предворието на големата битка дека знаете да ја водите работата, тогаш ќе ја побарате поддршката. Или уште поконкретно, не сметам ниту за себе, ниту за било кој друг, дека еден претседател на партија треба да биде најпаметниот, најспособниот. Јас за себе тврдам дека ниту сум најпаметен, ниту најспособен од останатите. Но, она што мислам дека идниот претседател на партијата треба да го направи на неколку пункта е да овозможи да биде добар менаџер, добар организатор и на крај голем работник. И јас така ја гледам оваа работа. На СДСМ во овој момент, за да ви велите шири, ама за тоа ни треба може подолг временски период и не затоа што не овој момент ги немам. Не, има многу работи кои што сум ги ставил на хартија врз база на тоа искуство, но исто така ќе ме разберете што воден токму од таа припадност и почитување на куќниот ред на СДСМ, а согласно правилникот, најголем дел од работите ќе сакам да ги кажам меѓу сопствените членови, бидејќи према нив сме одговорни и од нив сакаме да ја бараме довербата и одговорноста. Но можам да ви кажам неколку работи. Првата, јас сум во СДСМ, тогаш кога зборевме за 103-ка, од 1994 година. Влегов на мои 17 години како средношколец, сега го прави ФЕСАПот, имам 36 или 19 години сум во оваа партија. Започнав во младината, не се срамам и напротив тоа секогаш го кажувам, прво со лепење плакати и со најобични организациони работи. Ниту тогаш, ниту сега во СДСМ не сум имал ниту некој од фамилијата, поблиска и подалечна, ниту некој патрон кој што ме повлекол, ме ставил и ми го трасирал патот. Но вие станавте десна рака на Црвенковски. Ако се говореше нешто за тоа дека Шема е десната рака на Црвенковски. Игор, ако може. Добро, јас се извинувам. Вашиот прекар е многу популарен и не мислев ништо вулгарно. Не, немам ни јас проблем, но чисто господин Ивановски повелете. Ние и другари се викаме, но сега сме официјално на емисија. Сакам да кажам, искуството го темалам токму врз база на тој пристап дека во СДСМ сум ги поминал сите скалива. Од 94-та како младинец до
подпредседател на младите, портпарол на младите, во едно време, најтешко тогаш за време на конфликтот и пред 2002 година и председател на младината на СДСМ. Токму младите, заедно со останатите, го поднесува товарот на најуспешната кампања, не само на СДСМ, туку на сите во оваа држава. Тоа е кампањата 2002 година, кога ние го освоивме највисокиот резултат од 500.000 гласа на СДСМ. И тогаш и јас и многу мои колеги младинци бевме задолжени за прв пат на една масовна, сега сите ја повторуваат, вклучително и ние, кампања врата до врата. Тогаш за прв пат се воведе во историјата на Македонија. Јас бев како председател на младите задолжен за неа. За да во еден временски станав пратеник 2002 година на мои 25 години, подоцна и портпарол на партијата, и меѓународен секретар, подпредседател на партијата, во времето кога Заев беше ВД председател и секретар на партијата. Сакам да кажам дека постепено, со мака, со работа, со знаење, со 24 часовен ангажман, сум ги изодувал тие функции. Врз база на тоа го темувам своето искуство, за тоа што мислам дека треба СДСМ да го направи во иднината, знаејќи што е подобро, каде сме сгрешиле, при тоа во ниту еден момент, и тука сакам да потенцирам, ниту сакам, ниту можам, ниту е коректно да се амнестирам од сопствената одговорност за лошите, ниту за убавите работи. Во исто време и веднаш на почетокот да расчистам за сите работи, а буквално за сите работи, што лично, во тим, сум ги правил во Социјалдемократскиот сојуз, во целиот овој 19 годишен период. Ниту се каам, ниту имам намера да се оградувам. Конкретно, кога ме прашувате, ниту имам намера да се оградувам, ниту да се правдам, ниту пак мислам дека е мој, во наводници, хендикеп, тоа што јас сум бил или десната рака на Црвенковски, или сум близок до Црвенковски. Не. Ниту ќе се правдам, ниту мислам дека тој е мој хендикеп. Конкретно, сите, не само ја, и сегашни кандидати, и поранешни, беа многу блиски до Црвенковски. Ама тоа е логично. Освен Кирен Наумов, сите други... Не, и Кирен Наумов беше советник на Црвенковски, кога јас бев исто така советник на Црвенковски, тој беше предлог на Црвенковски за директор на агенцијата за разузнавање. Знаете ли сега што произлегува? Мислам како подпрашање, мислам предпоставувате. Сега е клучното прашање. Дали ако вие бидете избран, бидејќи на програмата мораме да се навратиме повторно за многу прашања, ќе се навратиме, но еве сега доаѓаме до клучно прашање. Дали вие, ако бидете избран, ќе можете да делувате автономно, самостојно, како лидер, а не во сенката на Црвенковски? Шпекулациите се дека овие кандидати се сега вакви какви што се, бидејќи се смета и понатаму од сенка да работи, бидејќи се смета дека Црвенковски, го рековте, многу успешно, бил многу успешен во СДСМ, но и многу неуспешен во последниот период од 2008. Да не збориме колку локални и парламентарни избори се губеа со се помалку и помалку гласови. Човекот... Не, он дојде 2009, 2008 не. Добро, се извинувам. Да бидеме во секој случај и он го почувствува тоа, затоа ја поднесува оставката, поточно се повлекува, нема да се кандидира. Го почувствува тој притисок не само во СДСМ, туку го почувствува и кај македонскиот народ. Значи широка поддршка не доби. Сега треба да се види дали не ја добива СДСМ или не ја добива само Црвенковски. Ако не е Црвенковски, значи очигледно во некој ментален склоп, во некаква комуникација, во некои клучни работи што кај народот, мене барем ја мислам дека ми се јасни, но не знам дали вам ви се разјаснуваат, бидејќи вие конечно не само од своето членство, вие ќе треба да барате од македонскиот народ. А македонскиот народ нема лажење, нема фолирање. Неколку работи му се клучни на македонскиот народ. Но ова ве прашувам уште еднаш. Дали сметате вие дека нема да работите, да бидете пион, марионета на Црвенковски, кој како сива еминенција ќе работи, а вие ќе бидете лидери потому и понатаму да продолжувате неговата политика, а едноставно само да се дампира неговото тргање, па и тој негативен набој што се има лично спрема него од македонскиот народ?
Јас можам најдиректно, иако не сум негов представник, но во интерес на ова што го кажувате, велите за себе да ми избори. Во ред. Сега да ја подсетам за една работа или да ви информирам, а тоа е што кажа Црвенковски на последниот централен одбор. Јас тоа многу го почитувам и мислам дека тоа што тој го каже е чесен и одговорен однос кон партијата што ја создавал и ја градал. И сака да ја види успешна и понатаму. А тој рече дека нема намера да се меша во изборот на новото раководство. По било кој основ и на било кој начин. И за било кого. Оставајќи партијата, тој рече, сметам дека СДСМ е сериозна и одговорна партија која што може и сама и така треба да одбере идно раководство. Доколку тој би имал поинакви намери, тој би се мешал. Тој тоа до сега, со одговорно ви тврдам, не го прави. И тој е чесен и одговорен однос кон СДСМ сега, но и кон СДСМ понатаму. Не сакам да влезам во било кои дебати, правдања или дебати кои што ги наметнуваат останатите, кој внатре, кој повеќе надвор, дека СДСМ треба да направи во следниот период класичен дисконтинуитет. Не го реков тоа, не вие. Че ги говорам врз база на тоа што велите се пишува од страна на аналитичарите, експертите во наводници, бидејќи тие имаат собствени лични политички афилијации и така натаму, но тоа е друга тема. Не сакам да навлезам. СДСМ е партија која што мора, за да биде подобра во иднината, да продолжи од таму каде што застанала. Тоа што е добро да го унапреди, тоа што е помалку добро или негативно да го коригира. И тоа е легитимен пристап и потребен, бидејќи за иден председател на СДСМ, од каде ние да ги бараме луѓето? Да увеземе некој од надвор? Не можеме. Или, ако е некој од внатре, дали треба да се прават експерименти со луѓе кои што недоволно добро го познаваат системот? Пак им треба еден 4 годишен мандат да ги запознаваат луѓето, начинот на функционирање, филозофијата и така натаму и така натаму. Јас затоа велам, мислам, и јас така лично настапувам, дека во целата оваа работа, јас кога велам сакам да се кандидирам и се кандидирам за председател на СДСМ, мислам на кандидат кој што е подготвен многу да работи, кандидат кој што го знае системот и партијата како дише. Јас честопати со моите сопартијци или пријатели кои што не се во партијата, велам дека можеби сум како Игор Џамбазов кој што ги прочитал речи сите села во државата по неколку пати. Јас сум 19 години во оваа партија, и во младината, и во сениорите, и буквално знам на сите нивоа што е тоа што се случува, како се случува и што мислам. Јас не велам дека ги знам сите работи, но она што мислам дека треба дополнително да се направи е дека ако имаме председател кој што е добар организатор, добар работник, ги познава и ги детектира добрите, но и лошите работи за да се променат, дека тој може да создаде амбиент во кој што ќе рече, поред, СДСМ има програма. Не е точно тоа што се не напаѓаат медиумите или ВМРО, вие немате програма. Имаме програма. Но можеби заради тоа што не е доволно добро промовирана или нападите заради медиумската присутност на власта права таква перцепција, мислам дека треба да направиме ситуација каде што тука треба да имаме еден исчекор. Сега, ако дозволите, многу накусо. Например, ја лично мислам дека СДСМ треба во следниот период, ако сум ја, но и ако не сум ја, тоа ќе го предложам на кој да ќе биде кандидат или избраниот председател, дека треба да се остави еден временски период од не повеќе од 100 дена на новото раководство да ги направи нужните прилагодувања за понатаму. Мислам дека тоа е честно и фер. Не да бараме ние 100 дена од надворешната јавност, но внатре во партијата да се договориме дека 100 дена се битни за да се направат сите програмски, кадровски, организациони моделирања или приспособување за подобар систем. Во делот на програмата, мислам дека нас ни треба единствен програмски концепт, во смисла дека треба да имаме не една општа, па една за парламентарни, а трета за локални избори програма, туку треба да имаме една интегрирана, интегрална, јас се велам Устав, Библија, срце, Куран, како сакате, ама тоа е нашето срце, нашиот устав на партијата, во кое што ќе биде
и она што за ние се залагаме, но и она што конкретно ќе го правиме со носители сорокови и на централно ниво, но и на локално ниво. И сите да ја знаат. Велам, старите велат, сакаш да ми продадеш мачка во вреќа. Не знаеш што има унутра. Не, мислам дека треба СДСМ однапред да се легитимира. Сериозно да поработи и да рече, граѓани, ова сме ние. Храбро, честно, отворено, искрено, по ова сакаме да не бирате. Дополнително, бидејќи власта, и тоа мислам дека е многу штетно за државата, е фокусирана на краток рок. Они функционираат од денес за утре. Тоа им помага за полесна победа на избори. Ама не води, не носи арно на државата. Не мислат 3, 4, 5 години каде ќе се движи Македонија. Него велат, дај да победиме по секоја цена. Мислам дека СДСМ во таа своја интегрирана програма мора нужно да ги промовира своите правци за развој на државата. И тоа да биде еден широк процес, не само на пишување на програмата, туку и на вметнување, на интегрирање на млади, способни, јас велам, не сакам да ги делам луѓето на млади и стари, на нови и стари, на возрастни и помалку и така натаму, туку да ги делиме на честни и нечестни, на работливи и неработливи, но во овој процес на пишување на програмата да ги интегрираме сите што сакаат да дадат свој допринос. Да во рок од 100 дена, врз база на тоа што веќе сме го напишале, значи нема од ново да ја правиме, да ја стегнеме, да ја обзнаниме, да ја промовираме. И дополнително, она што мислам дека ни е нужно, не толку за партијата, колку за државата, а тоа е да паралелно, како надградба на нашата партиска интегрирана програма, нашиот устав, да предложиме за Македонија наш социјалдемократски предлог на државна стратегија наречена Македонија 2030. Односно, како ние, како социјалдемократи, ја гледаме Македонија во следниот период до 2030 година. Не од денес за утре. Ова би требало да биде некоја од големите промени која би требало да настане, или вие како иден лидер би го предложили, би го иницирале? Иден председател. Иден председател. Лидер и председател не сакате да се поистовети? Не, убеден сум во тоа. Лидер не се бира. Okay. Лидер се бира формално председател. Дали некој ќе стане лидер, ќе видиме. Ќе видиме, дел од ова интервју и да видиме, ја отворено кажам, секогаш ке мене интервјуата се да ги видам луѓето во 2 часа барем минимум што се, како размислуваат, како им јас сум подготвен да се легитимирам. Океј. И дозволете само ако може да завршам во тој дел, во делот на програмското профилирање. Нас не треба автентична социјалдемократска програма. Јас себе си сакам да се гледам како автентичен социјалдемократ, бидејќи сум растел од корените до ова до кај што сум стигнал во партијата. И сум живел, ја не сум влегал во партијата, ви реков затоа што сум имал некој, туку затоа што сум верувал дека тоа е подобриот начин за државата. Некој друг ќе мисли поинаку и тоа е легитимно, ние ќе се натпреваруваме, но не треба да бидеме непријатели. Треба да бидеме луѓе кои што имаат различни мислења. Во тој предлог на национална државна стратегија Македонија 2030 мораме на граѓаните да им покажеме каде долгорочно ја гледаме државата. Зашто велам предлог? Затоа што ниту една партија не смее да си го залепи ексклузивитетот дека само таа знае како Македонија треба да се развива. Но во исто време тој процес треба да биде сериозен. Граѓаните велат во право се, доста се карате на дневна основа. Овој закон, оној закон, оваа одлука, онаа одлука. Петко, Станко, тој чини, оној не чини. Ти рече, јас реков. Тоа е дневна политика, или поточно тоа е политиканство. Јас мислам дека ние сме зрели како држава да е лошо да седнеме на маса, но да речеме ова ние како СДСМ национални интереси. Да би имаме заеднички ставови и мислења. Тоа во вториот дел. И да го одработиме. И уште само една минута. Во таа пример социјалдемократска државна стратегија ние би дефинирале, на пример, што на Македонија треба на полето на енергетиката. Колку хидроцентрали, термоцентрали. Ја очекувам во вториот дел да ми објасните како да ги развиваме институциите, бидејќи сега имаме партиски институции, а ни треба државни институции. Како да имаме квалитетно образование. Македонија треба да учи на тугите грешки, а не на своите грешки. Ова што јас сега го говорам, не сум го измислил јас.
Например, ова словенците го правеа за време на Југославија, а официјално започнаа да го спроведуваат и го дополнуваа, почнувајќи од осамостојувањето во 1990-1991 година. И затоа имаат внатрешен државен, политички, социјален консензус, да кога ќе се рече сакаме да ја градиме државата како високо образована, Кој да дое на власт ќе се држи до тоа. да се држи до тоа. Меѓуетничките односи, Одлично. слободни се тоа. Ајде да не се расправаме, Одлично. бидејќи од тоа не може да избегаме, ајде заедно да работиме. Еве, ова е она што во вториот дел ќе ве подпрашам за клучните за оваа констатација, за оваа промена што јавноста ја очекува. И јавност, ако и сте го имале, не сме го перцепирале. Јавноста не го перцепира. Sada sam imao mnogo seriozna, работа. mnogo dobra programa. Но само Се извинувам. се извинувам и јас. Ако таа промена за кое би можел да бидам скептичен, дали воопшто ќе дојде и така натаму, вашето присуство вечерва овде, после 5 години бойкот од СДСМ, мене ми е, како да ви кажам, многу Не, значаен немавме момент. бойкот. Немавме Стефче- друг политички бойкот, апропо последните избори, но бойкот на емисијава? На емисијата немавме. Имаш. Не, тоа што го кажува Стефче Кимонски не е точно. Заев ми го рече лично. Многу Нема да коментирам. многу мина ваши од раководството, не ми го рече сега, тоа е одамна, значи сум го контактирал, сум ги канал во емисија и ми рекле имаме договор кај тебе, кај тој не одиме. Сакам да кажам, Не ако е ова согласувам, но еве сега збориме од тука натаму, но не од тука согласувам за ова кое што Јас само претходно велам кажа. дека ми е драго што нема веќе подобни и неподобни. Таа поделба веќе паѓа и можеме да комуницираме сосема поинаку. Јавноста треба да знае вистината. Колку ќе помогнеме во тоа ќе видиме. Значи тврдите дека немало таква Бойкот на вашата телевизија. на емисијата моја. Не. Добро. Па ако бил бойкот, зарем би бил јас тука? Па до сега немаше. До сега имаше. Од овој И момент понатаму ќе видите дека со понатамошното присуство таквата ситуација факт е не дека било. многуми на ваши ме одбија со слично објаснување. Добро, окей. Нека биде Но факт е така. дека во државата во изминатиот период има многу малку емисии, дали во живо, дали снимани, каде што може отворено, аргументирано да се разговара, а уште помалку да се дебатира. Јас сум спремен Јас мислам дека една од таквите емисии, токму мојата, ја градев упорно 10 години. Ја не велам дека сум некој неутрален или дека немам еве ви политички предлог. светогледи, Бидејќи се ова одбегнуваат е тоа. дебати, можеби вие ќе бидете добар медијатор, вие ќе седите тука, јас или некој друг, се едно од партијата, спроти него ќе има некој од ВМРО ДПМН и тогаш ќе имаме сериозна дебата за да граѓаните не видат лице во лице со аргументи, со факти. Па тогаш знаете што, кога веќе Јас се сум менува спремен ставот, 24 сата за тоа. кога веќе се менува ставот и мене ми постојат услови. На оваа гледаност не е во ред да земам било кој анонимуси и така натаму. Мене ми се потребни Значи може да од највисок очекуваме ранг. дека ќе организирате дебата помеѓу СДСМ и Да, ВМРО. да. Тоа ми е драго. Се надевам дека од ВМРО ќе дојдат, бидејќи на други телевизии јас и другите смиделе сточињата биле празни. Да, знам. Еве, ај ке вас може ќе Ќе дојдат. видиме како ќе се променуваат работите. Океј, ќе направиме сега кратка пауза, а потоа продолжуваме со програмата и за основата на националните предлозите интереси. за оперативното функционирање. Предлози за оперативно функционирање. И ја учам некои партиски работи. Ајде. Тоа се модерните менеджмент принципи. Или мислев тоа на Повторно назад во студиото, Игор Ивановски, кандидат за председател на СДСМ. Ми рековте, лидер никако, дека лидер се станува. Дека тоа е титула која не може никој да ти ја даде. Лидер и премиер се станува како резултат на сработеното и како автентична, искрена поддршка и на своите членови, но и на неопределените кои што се клучни во изборот на секоја власт. На некој начин ми објаснивте кои беа вашите мотиви зошто да го направите ова, некако беа доста општи. Ме интересира уште еднаш оној дел, сакам да ми го дефинирате малку пократко. Дали сметате дека имате капацитет и дека ќе работите самостојно? Да, инаку не би се кандидирал. Но, извинете да разграничиме, ниту еден човек сам не може да направи ништо. Не.
кога зборам самостојно, сметам дека никој од озгора нема да ве контролира и да ви дека ќе работите од она позиција на која што сте, а не дека ќе бидете едноставно. Сметам дека идниот председател на СДСМ треба да биде човек кој што знае да обединува, но не да обединува по секоја цена, воден од политички причини, туку да обединува способни, докажани, луѓе што сакаат да работат, луѓе со свој углед и да се обиде, јас така ја викам, политика на отворени врати во СДСМ, за да што е можно повеќе луѓе се привлечат во партијата. Има ли луѓе во партијата од сегашниве на сегашнава позиција, овие општо познати широко, кои не се повисоко искачени, а би требало да бидат? Да, СДСМ има сериозен внатрешен потенцијал. И мислам дека едни од клучните работи е како СДСМ да води подобра кадровска политика, или јас го велам тоа политика на кадровско планирање и промовирање. Ние имаме голем ресурс на луѓе внатре во партијата кои што не ја добиле вистинската шанса. Велат дека тука постојат клановски борби доста силни. Во секоја партија постојат разни начини за да се овозможи да се добие и да се стекне некоја позиција. Сметате дека би можеле тие да ги анулирате ако делуваат негативно, или сметате дека се Сметам дека можам. Дел од демократски процес во една партија да зреат, или треба таквите начини да се сузбијат во една партија, дека се погрешни? Не знам, прашувам искрено. Лично мислам дека ние треба во секој систем на општеството, па и во партијата, треба да овозможиме здрава конкуренција. Да не дозволиме некој да се плаши од некого, затоа што е подобар од него, да на некои нелегални или некултурни начини го елиминира. Јас, например, водејќи со тоа дека сум се пробивал и со мака, со работа, со труд, во целата оваа работа, мислам дека на партијата треба да ја овозможиме еден систем во кој што ќе се вреднува трудот, ќе се наградува способноста, ќе се цени угледот, ќе се цени честноста и да овозможиме еден простор во кој што секој кој што сака да допринесе со своја идеја, проект, размислување, пожртвуваност, лична желба, да му се даде шанса. Зошто до сега не било така? Не, и до сега беше така. Прашање дали било доволно. Дали било доволно? Прашање дали било доволно. Дали било доволно? Мислам дека постои огромен простор кој што недоволно сме го искористиле, да на луѓето им ги дадеме вистинската шанса. Внатре и надвор од партијата. Со кого се консултиравте пред да ја донесете оваа одлука или потполно самостојно ја донесовте? Не, за да воопшто пристапите кон консултација со други, мора самостојно прво да чувствувате подготвеност, желба, искрен пристап, чесен пристап, за да се кандидирате. Еве, отворено да прашам, дали имате некој пријател? Еве, например, Заев рече, Шекеринска ќе ми даде поддршка и Шекеринска му отворена поддршка. Дали имате вие таков пријател? Кој ви е тој пријател? Или идете сам, што се вика, како волкот, толкав Не. Значи, во изминатиот период разговарав со стотици членови и во СДСМ, но и со голем број на луѓе надвор од СДСМ. Бидејќи мислам дека и многу луѓе надвор од партијата пообјективно и гледаат работите. И можат... Надвор од партијата? Да. Ова е добро. Но луѓе кои што се афирмирани, да речеме со моите колеги професори од факултетот, асистенти, не само од економскиот факултет, кај што сум туку и од други факултети. Пак е тој некаков елитизам. Не, тоа се луѓе кои што се млади, докажани, подготвени да дадат свој свеж пристап за промените во државата. А тоа може да го направат ако го канализираат преку одредени формални структури, како што е партијата. Но во исто време се разговарав, проверував идеи, ги прашував отворено луѓето што мислат дека не е во ред и дека треба да се промени, бидејќи пак ќе речем, ниту еден човек не е најпаметен. Рековте дека како Игор Џамбазов сте ги прегазиле сите села низ Македонија. Во овие изминати години на многу места сум идел, значи не сакам за себе си да тврдам, а најубаво е другите да кажат. Така е, ама бидејќи не можеме сега да идеме од Гранапче до Гранапче, ме интересира. Дали идевте доле до народот, да, до села, до Гранапче? Што ви викаат они? Видете, секаде луѓето велат едно: направете нешто за животот да не биде поарен. Кога ќе влезете особено во селата, ќе видите дека таму животот како да застанал негде 70-тите до 80-тите години. Во 80% ни велат овој пат сега што го газите од Тито. И тоа е трагично. Има села каде што се уште нема вода, каде што луѓето умираат од дизентерија, од нехигиена.
имаме ситуација каде што на нив не им даваме шанса за живот. И тие бегаат во градовите, а во градовите нема работа за сите, уште потешко име, а не да Боже на крај размислуваат како да се иселат од државата и особено тоа го прават младите луѓе. За да бидам краток и прецизен, разговарам со многу луѓе. Не сметам дека е добро и нема тоа да го правам, а јас сепак го почитувам тоа, како моите колеги, пријатели, другари од партијата, кои што исто така се афирмираат себе си како кандидати, дека треба да кажам во јавноста дека зад мене стои тој функционер, член на раководството на партијата. Бидејќи, тоа е како од истава маса, седиме неколку луѓе и сега само да се регрупираме. Или сме играле карти, заврши партијата, ај сега нов шпил карти ќе делиме. Ама тоа е тоа. Мислам дека на СДСМ му треба поинаков пристап. И затоа нема да се водам од тоа да кажам и да лицитирам. Зад мене се тие. Иако има многу повеќе имиња со тежина, со знаење и внатре во партијата, докажани луѓе, но и луѓе надвор од партијата, кога велам надвор од партијата, кои што се надвор од органите, а кои што се социјалдемократи по убедување и се афирмирани дали во бизнисот, дали во науката, дали во својот начин или углед на функционирање, и со нив се обидувам да го проширам видокругот и од нив да ја стекнам довербата. На СДСМ му треба концепт во кој што нема да ги лепи членовите на раководството. Тие сами по себе не ја носат победата. Нас не треба да ги вратиме огромниот број луѓе на СДСМ кои што биле наши поддржувачи, а сега се од една или од друга причина надвор, и да преку нив дојдеме до неопределените, бидејќи како велат оние кои што не се определени. За да гласам за тебе, треба да препознам дека прво твоите те поддржуваат, дека имаш јасна идеја, дека имаш јасен концепт, дека имаш тим на луѓе кои што за нас е доволна гаранција дека треба да ги поддржиме како ситуација. Бевте ли по амбасадориве да разговарате? Лично не сум побарал да разговарам со некој. Точно е дека тие се интересираат за одредени состојби внатре во СДСМ, но јас сум убеден дека одлуката за СДСМ треба да ја донесе СДСМ. Добро. Амбасадорите не гласаат, но битно е пред нив да се разговара за тоа како поединечно, а на крај како во целина, сметаме дека државата треба да се развива. И затоа сметате дека нема потреба вие да прашувате дали би имале поддршка од тие и тие странски фактори? Многу прецизно јасно. Имам голема поддршка од луѓето во СДСМ, од членовите кои што немаат функција, тоа ми е најважно. Тие се јавуваат секојдневно. Нема да лицитирам за пратениците во пратеничката група кои што ги предводам и не сакам да ги делам како ткиво, бидејќи тој е еден од најуспешните органи на партијата, ниту пак да се обидувам за себе да ги постројувам во наводници функционерите, бидејќи нас ни се битни луѓето, работниците, и јас така себе си се гледам. Како прв меѓу работниците кои што сака да одработи заедно со нив, со идеја, бидејќи како се вели, концепт без идеја е изгубено време. Сакам да ви кажам и во таа смисла дозволете, јас не сакам да се повикувам на едни, на втори и на трети и на тој начин да го градам собствениот авторитет. Например, бидејќи ме прашувате лично и дел од тоа веќе загонетнав. Предпоставам се подготвувавте за оваа емисија, гледајќи, анализирајќи мене како личност. Не. Но еве потполно напротив, мојот пристап е сосема поинаку. Сакам вие овдека да ме убедите што сте и кој сте. Само со дополнително само како не како лично фалење или како некој патетичен пристап, туку како вистина, што сакам многу сериозно и инвестирам во тоа. И немам намера да го сменам, а тој дека долго време сум во партијата, но ја не сум имал ниту една извршна функција. Ниту сум бил министер во владата, ниту сум бил на некоја градоначалничка функција, сум бил максимум во делот на државните функции пратеник. И тоа во најголем временски период пратеник во опозиција. Зашто така? Не, тоа е сосема во ред. Јас сум благодарен што партијата ми дала чест и одговорност да ја застапувам во парламентот. Но сакам да кажам дека не заради тоа, туку заради мојот личен карактер и опредоба кон работите, јас немам ниту една афера, ниту една дамка, како човек, од било кој карактер. Тоа можете да го изгуглате или да прашате и така натаму. Освен вербални.
Немам ниту собствена фирма. Нема, добро. Ниту сум капитално или на друг начин поврзан со некоја друга фирма или центар на моќ. И многу честно и искрено во партијата ниту имам некој свој од семејството, ниту пак сум ја искористил партијата за вработување и услуги на мене лично. Мене партијата не ме вработи на економскиот факултет. Сам тоа, со моето знаење и со проценката на професорите, ми избра. Ниту пак некој мој член од семејството добил функција од СДСМ. Ниту еден. Напротив, мојот татко стана технолошки вишок во времето на СДСМ. Па јас него вработив во некоја државна компанија, користејќи ја мојата позиција. Сега да ви кажам дека мора во оваа држава во работењето да ги менуваме и принципите и да се обидеме колку што е возможно. Таа приказна дека сите политичари се исти, дека сите се криминални, корумпирани, се грижат за себе, јас сакам да сметам дека тоа не е така. За жал, во многу случаи е така. Но сакам на мојот пример, не на полесниот начин, не како опортуниста што имам за мене, да функционирам. Не. Секоја сум тргал од тоа што можеме заедно да направиме за да го промениме, да ја оправиме работата. И кога велите вербални, точно е. Јас за тоа сум свесен дека во моите настапи во парламентот честопати користам и повисок тон или ми велат со срце и со душа и со емоција дебатираш и разговараш, тоа не е добро во политиката. Но сакам искрено да кажам, како човек не можам да поднесам неправди. И искрено се спротивставам на нив. Можам искрено да говорам и за нечи туѓ криминал, и за нечија туѓа злоупотреба, и за неправда кон обичниот човек, бидејќи сум чист. Да јас имам проблем со моето лично минато сегашност, ќе се согласите, нема да можам така отворено и директно во лице на некого да говорам, бидејќи ќе ми речат, а ти, ке мене тоа не постои. Не може никој да ми рече, а ти направи тоа и тоа, ама ти направи тоа и тоа. Не, ништо од тој негативен или незаконски или неетички или конфликт на интереси начин сум направил. Не сум го направил тоа. И тоа ми дава чистина и убеденост дека мора да се обидеме да ја менуваме перцепцијата не заради менување на политичарите, туку за да се оправаат работите во оваа држава на вистински начин. Системот на вредности ни се изгуби. Како прав социјалдемократ сакам со својот пример тоа да го покажам. Например, еве конкретно, мојот имотен лист или мојата имотна состојба е објавена не заради законот, туку затоа што и тоа беше моја лична предоба и заедно во тоа време уште не, со колегите пратеници не имаше закон. Но, например, во таа имотна состојба ќе видите дека стои имотот и на моите родители. Иако немам законска обврска тоа да го направиме, не живеам со нив. Но сакам да се легитимирам, да речам, тоа сум ја. Немам афера, немам криминал, на никого ништо не му должам, ниту некој мене ми должи. И многу честно, искрено влегам во оваа работа и затоа велам, ја барам поддршката од автентичните, вистинските, со желба за работа социјалдемократи, за да со нив го создадеме јадрото, кое што постои, но да го направиме функционално, бидејќи сериозен предизвик после овие порази, да го отвориме системот и да речеме, ајде да не се гледа кој е на кого, кој е чив и кој има ваков минато од аспект на припадност и така натаму. Туку може ли да изградиме систем, јас во тоа верувам, дека способните, желни за работа, честните, докажани луѓе треба да бидат дел од СДСМ. И кога ќе влезат или се веќе во СДСМ, а им се дало шанса, председателот на партијата, како добар организатор, треба да направи систем во кој што ќе рече секој да знае што работи, како го работи, со кого го работи и за кое време треба да се сработи. А што правиме што ние што не се такви? И на крај, што не се како вас? И на крај, ако јас или вие или било кој друг се нафати и бара одредена позиција, да се провери дали таа своја одговорност и задача е исполнил. Или во едно општество има граѓанско општество има корпус од три елемента: права, обврски и одговорности. Јас не можам да се согласам, а за жал имавме такви ситуации каде што добар дел на функционери на СДСМ, не говорам за членството, функционери повеќе се борат за правата, а ги забораваат обврските и одговорностите.
Ја мислам дека треба да биде обратно. Да направиме систем во кој што секој способен, квалитетен, чесен човек ќе земе обврски одговорност. Ќе му се даде простор за работа. Дайте ми сега под прашање. И на крај ќе рече, сега ја збарам и правата. Легитимно е ако сте ја завршиле својата работа, сте помогнале во афирмирањето на политиката на СДСМ, сте овозможиле поддршка од поголем број луѓе, и внатре и надвор, особено од надвор, да речете, во ред, бидејќи ти си способен за ова, честно си ја заврши својата работа, имаш резултати, луѓето те поддржуваат, од напред да знае и да му се каже, во ред, во случај, а за тоа се бори партијата, да победи, за да ја води државата и да ја промени согласно тие своји политики, да се рече, сега ти можеш да ја водиш и оваа државна, централна или локална власт. Еве моето подпрашање што е. Што со оние што не се такви? Рековте дека немате опашки. Предпоставувам дека човек што нема опашки ќе сака да збира луѓе кои немаат опашки. Кога зборам опашки, тоа е минато кое му тежи како време. Дали е криминална приватизација, дали е нешто нечестно или себично во своите постапки. Што правиме со тие? Во СДСМ ги има, го има во секоја партија, но СДСМ ги има и очигледно и наштетија на партијата. Така, сигурно го перцепирате тоа, предпоставувам, тоа е моја перцепција, дека таквите луѓе, неуспешни и нема да обвинам или да речам криминални, тоа партијата треба да си го расчисти, се тие кои го донесоа неуспехот на партијата. Предпоставам, вие нема да прибирате такви околу себе ако станете лидер, нели? Бидејќи инсистиравте на честност, на луѓе кои немаат за себе нешто што ќе им биде терет и ќе ги кочи. Едноставно луѓе кои, имале некаков степен на развој, што се вика од лепење на плакати, со честна и напорна борба. Што правиме со тие што не се такви, што се поставени од клановски борби, што претендирали исклучиво за кариера и позиција? Со тие такви нема да бидат во првиот ред. Најчесто е неотворено. Тоа се големи промени, тоа значи ќе имате вие и конфликт со некои личности одредени. Водењето на партија, особено голема како СДСМ, која што претендира, и јас сум убеден, со добра работа и поставеност ќе биде, ќе ја води идната влада на Република Македонија, не е лесна работа. Тоа е сериозен предизвик, но мора во сета работа да се водите од своите искрени принципи. Вие најдобро си ги знаете таму. Ја не можам сега. Ја би шпекулирал кога би кажал за ово или за ово или за оној. И би требало да вадам со некој недокажани работи. Никој не е вечен. Но вие добро ги знаете, по име и презиме. Ги знаете вашите сопартици, кои треба да е таму и кои не треба да е таму. Сега, лидер ќе обединува, ама ќе обединувате кого? И нив ли ќе ги обединувате? Многу прецизно го кажав. Обединување е потребно. Единство е потребно, но тоа треба да биде поставено на принципи. Не би сакал да обединувам човек кој што ми би донел проблеми на целината. А до сега бил во врвот на партијата. Извинете, малце сега ја повеќе зборам, ама ме интересираат конкретни податоци. Значи биле во врвот, ваши колеги се, блиски се, ќе треба да се соочите со нив. Ќе продолжат ли они или ќе бидат едноставно тргнати од врвот на партијата? Мислам дека на СДСМ му треба креирање на концепт и тим на луѓе, бидејќи председател не може сам да работи, на луѓе кои што ќе бидат со најголема желба за работа, со знаење и кои што ќе имаат чист собствен личен интегритет. И тие да бидат личната карта на партијата. Но тоа не треба да биде случај само со централното раководство. Тоа треба да биде начин на размислување, филозофија, функционирање до доле. И, например, мислам дека, бидејќи ние сме еден систем, една фамилија, точно е дека главните работи се кај главата. Ама без, например, клучната работа се општинските организации или базата. Базата мора да препознае дека вие инсталирате луѓе со интегритет, со капацитет, со желба за работа, со стручност. И за да таа понатаму се прилагоди на тој начин. Например, ја мислам дека... А во базата имавте и многу негодувања по одредени кадровски решенија. Со право. Кои беа донесувани едноставно. Например, еве конкретно, се влеговме веќе во оператива. Добро. Мислам дека треба да им се даде поголема одговорност, а со одговорноста одат и правата на општинските организации. Тие бидејќи СДСМ има сериозно започнат процес на децентрализација.
особено кога станува збор за локални избори, локална проблематика, но мислам дека општинските организации можат сериозно да и треба, според мене, да си го, што се вели народски, да си го земат и стапот, ама и одговорноста, за да креираат систем да највредните, најчестните луѓе во нивните средини функционираат. И, например, да тоа биде и на ниво на централата, и на ниво на општинските организации. Конкретно, мислам дека и централните органи, пример, Централниот одбор, Извршниот одбор на партијата, но и извршните одбори или општинските организации на најниско ниво треба да бидат еден вид не само на политички или дебатни клубови, треба да бидат експертско-оперативно-аналитички центри, во кои што луѓето врз база на идеологијата ќе се соберат. Многу стручни наzivi. Не, еве конкретно. За обичен народ. Конкретно. Сметам дека треба општинските организации и централните органи да бидат органи во кои што ќе се разговара за конкретни проблеми, пример, енергетика, економија, човекови права и така натаму, а не само за дневна политика, и врз база на луѓето во нив да се нудат решенија на проблемиве кои што се детектираат, се дебатира решение и за тоа решение се информира јавноста и се вели јас или ние, не председателот, тој експерт, квалификуван човек во име на СДСМ предлага за овој проблем и вакво решение. И јавноста да не суди и да не мери. Наместо да се сведеме на гола критика према власта. Ова не чини, она не чини. Не, многу работи не чинат во државата. Но тие нема да се променат сами од себе. Или да се чека на времето, народот се засети од Груевски и дека по автоматизам ние ќе дојдеме. Затоа велам, и председателското место се одработува. Сакам ова да ве прашам. Велите, често се спуштате во базата. Мене, знаете, колку и да е тоа, вие стручната јавност, високата политика, често се концентрирате на тоа, нели, врвните луѓе, кои се оние највлијателните и така натаму. Мене па искуството, кариерата е направив од обичниот народ. Обичниот народ ме воздигна, обичниот народ... Иако не е таа добра подоба на обичен и на поинаков народ. На крај сите сме ние граѓани. Јас не сум се родил како политичар, ниту ќе се пензионирам како политичар. Одбекнувајќи ги оние елитизми и елитистички размислувања, на некој начин ве почувствува близок. Зошто? Велите, шетате по селата, шетате меѓу народот и така натаму. Не знам, тоа ви верувам на зборот. Но, бидејќи ја истото го правам, мене истото ми се случува, само ја не идам во партиски ограноци на ВМРО или на СДСМ, ја можам да отидам у манастир единствено, значи пак меѓу народ кој ќе се види. Една работа, сега веќе започнуваме и за програмите, една од клучните работи е клучните национални интереси. И кога ќе отидам меѓу тој народ, да ви кажам, еве мене како новинар, иако често ќе ме бомбардираат, имал проблем со имотен лист, има проблем со бандерата овдека, му влегло имотова, помогни ни. Слушам, сега во оваа луѓе има проблем. Но едно секогаш без никаква да иницирам, без ништо, само ќе ми речат, зависи од кој крај. Ја не, имто не го даваме. И крај нема, веќе немаш ти што да се расправаш. Обичен човек со мотиката на рамо, си има маката, има 300 маки он, али првата мака за која ќе каже и која ќе искаже, името не го даваме. Од овдека сакам да започнам. Таа перцепција ја искористи, ја почувствува и ја прилагоди својата политика ВМРО-ДПМН по тоа прашање. И мислам, тоа е мој аматерски, нестручен, туку сосема лаички, но од искуство овде од оваа емисија, во која сами знаете колку народ се јавува и комуникацијата на Facebook и така натаму, па и лично, по тоа е едно клучно прашање. Она што народот го исперцепира, не дека СДСМ ќе го смени името, туку колебањето во ставовите. Ја пак викам, стручно размислувајќи, согледувајќи, нема луд човек во земјава, па бил член и на СДСМ и максимално корумпиран да е, да потпише промена на името на оваа земја, затоа што ќе знае дека ќе треба на Марс да се сели. Народов, како го перцепирате вие ова, како едно од клучните национални прашања?
Што вие перцепирате од базата, на страна ја што кажав во ова мое искажување, но како вие го перцепирате и како е вашиот став? Дали ќе има виткање кичма, дали ќе има слобода, дали ќе има географски придавки, дали било што да ни предложат ќе прифатиме ако дојде од трета страна, или ќе го слушаме народот доле што ќе каже? Се извинете, малце трик прашање изгледа Не, дека не е ама трик. ме интересира... Таман ви давам работа простор. дека некој мисли да се занимава со политики тоа на врвно место, а да нема свој пристап или свој одговор, иако тука нема право на лични позиции. Иако можеме целата работа, ако говориме човечки, Добро кажано, нема право на лични позиции. нема право. Инаку, јас сега, ако не седам на нова столче ке вас, Ке седи во некој име друг. на кандидат, за Да. пример, за председател на СДСМ, и сум само како Игор Ивановски граѓанин или, не знам, економист, асистент на економски факултет, ќе речем, по никоја цена да не се минува името на државата. Тоа е така. Од кои причини? Затоа што целото ова што се случува овие 20 години е ужасно неправедно, некоректно и невидено во светски размери, а тоа е оно што ни го прави Грција на нас. Која што брутално, сурово, искористувајќи ја својата историска позиција, а и сегашна позиција како полноправен член и на Европската унија и на НАТО со право на вето, нас ни го наметну, бара да ни се наметне друго име осим она кое што ние во уставот со референдум, со традиција, со историја Го прифативте референдумот, го како имаме. добро решение. Не, говорам 91 година, кога Македонија добро. се оформи Не, како зборам Република, за референдумот кој го прифативте И сега како како е програма. целата работа? Сите, и јас вклучително, емотивно, како граѓанин, сме против промената на името. И тоа е човечка позиција, тоа е базата, тоа е јас и вие се согласуваме со сите останати. И народот, предпоставувате дека го бара и од И лидерите на од земјата. раководството. Раководството. Од друга страна, истиот тој народ вели во над 80-90% ние сакаме да ја видиме државата во Европската унија и НАТО алијансата. И тоа е точно. За жал, во изминатиот период, овие две работи се поврза и формален услов, барем до тогаш не беше, согласно времената спогодба, за понатамошен напредок на Македонија во Европската унија и НАТО е компромис или решение за спорот со името. А ако Македонија не е во Европската унија и НАТО алијансата, доаѓаме до најголемиот проблем на граѓаните, покрај ова емотивниот, човечкиот и така натаму, тоа е животот, економијата, парите, сиромаштијата, перспективата, вработувањето. И сега како да се направи политички, бидејќи ако сте политичар и се кандидирате да водите, да предходите, тогаш вие не можете само да следите. И да речете, да, и јас сум емотивно против ова, и толку е. Бидејќи кога седнувате на некој одговорно место, вашите емоции треба да ги оставите дома и да се грижите за целината. И да носите прилично можеби непопуларни или тешки мерки или одлуки. Она што за мене како граѓанин, но исто време како политичар, е дека за Македонија е клучно да обезбеди заштита на сопствениот македонски национален идентитет. Тоа е по клучната работа јазикот, како македонски, и сопствениот национален и културен, наследен и изграден идентитет. Можеме, но не мислам дека е коректно, не заради емисијата или заради моментот на случувањата во СДСМ, туку заради случувањата на оваа проблематика. Во овој момент се уште се водат разговори помеѓу нашата и грчката влада со посредство на медијаторот Нимиц. Оттаму квалификации што е подобро, ваква или онаква одредница и така натаму, мислам дека е некултурна од мене или од било кој друг, бидејќи на тој начин директно се навлегува во таа преговарачка позиција на македонската влада, а за кој што да бидем искрен, ни јас лично не верувам дека и останатите во СДСМ имаат подетални информации за актуелните моменти. Но она што исто така е клучно е дека ние мораме да бидеме свесни дека со проактивна позиција треба да си ги заштитиме нашите позиции. Нема. Ме интересира, дали сте, за да разбере народов, дали сте блиску до ставовите со
ВМРО по прашањето за името. Не само заштита на идентитетот, Тоа беше наша првична позиција како седа туку и не промена на уставот. Нели, од нас се бараше ерга омнес и така натаму. А сега И се уште се бара, што е неприфатливо. Да, ама ние сега идеме Што е се неприфатливо повеќе и не сме да се прифати. се повеќе и повеќе идеме кон тоа дека самата Република Македонија е доволна дистинкција од покрајната Република, од покрајната Македонија кај Грција. Значи, проблемот не е кај нас, проблемот е кај Грција. Во секој случај, не сакам да ве водам у ова, добро рековте. Од оваа Не, мора да има позиција заедничка сега, позиција. дали Во интерес на може- Македонија мора да се дали изгради вие консензус. како иден лидер на СДСМ, значи не можете да бидете само председател на СДСМ. Можете да бидете 100 дена председател. После тие дена или ќе станете лидер, или ќе ве однесе ветрот. Трето нема. Трето Добре, нема. ќе видиме. Знаете што? Има една работа што не знам дали ќе успеете во кариерата да ја препознаете и ќе ми ја кажам на сите кандидати овде. Народот, не знам како, ме фаќа кога лажам. Чита говор на тело. Ја не можам да препознам дали зборите вистини или не. Добро, но тоа е така. Он И ќе тоа е ве добро. препознае. И тоа е добро. И ќе ви даде доверба, антипатичен беше. Ја утре ќе застанам и ќе викам Игор Ивановски шема е антипатичен, не можам да го гледам, немој да сте го гласале. Ќе ви изгласаат затоа што И тоа е добро што народот осеќа искрено. Така е. И народот е врвен арбитар. Народот знае и кога лажете и кога некој ќе рече, а имаме многу такви случаи. Јас сум честин и не крадам, не можете да го излажете народот. Не можеш. Но ние сме мала држава. Се знае. Од тука до тука сме за 2 сата. Не Од само горе да до те знае. Сега да отидеме Очите ќе те во прочита, секој ја не знам град како тоа го прават. У FBI ги тренираат така. и тоа е добро. Тоа е добро. И сега да се Народот вратиме, природно и тоа е изгледа, добро. развил тој инстинкт за сум велел, обстанок. Подобро е отворено да се кажува, честно работите, макар и сте признали дека за нешто во тој момент немате решение или не го имате идеалното решение. Ама мора да има и човечка димензија, наместо да се глуми и да се каже дека секој се знае и дека тоа што ќе го каже е најточното и направеното. Ја не верувам во тоа. И конкретно кога ме прашувате, навистина мислам дека без разлика на конкретните предлози, кои што навистина не ги знам во овој момент, објективно, Не ги знам ни ја, никој не ги знае. Па да, и сега како Така да шпекулираме. Да. Мислам дека е нужно и за добра позиција, но и за стабилноста на Македонија понатаму, да има хомогеност, да има разбирање помеѓу нас и ВМРО ДПМН, не само ексклузивно помеѓу нас, туку и помеѓу сите останати, бидејќи на крај, бидете ова не сме да ова Ваша ќе биде реченица е, да ви кажам, многу автентична и многу Не, ама ова оригинална на крај- и ретко чуена до се сега. извинувам, во јавност. нема да бидува политичко решение, ќе биде државно решение. Затоа што тоа што ќе се случи на еден или на друг начин, на крај ќе се однесува на цела држава, на сите граѓани, без разлика на нивната партиска, етничка, културна, социјална. И за вас, и за мене. И за тој што е многу богат, и за тој најмногу ќе му одговара, и за жал за многуте сиромашни за кои што сака во програмата како размислување чисто да разговарам. Но, ние го прифативме референдумот како методологија, бидејќи навистина не смееме да се делиме по таа основа. Ако доминантното расположение дека треба што и да биде договорено или разговарано да оди на референдум, нека оди. Претходно треба да се обезбеди внатрешен консензус и ние како СДСМ имавме фер позиција, тоа што е прифатливо за ВМРО ДПМН, ќе го прифатиме и ние. Не поставивме формални црвени линии, но поставивме наши партиски, што мислиме дека се и човечки и лични, а тоа е дека во било кој начин, во било кој разговор не сме да има загрозување на македонскиот национален културен идентитет. Се знаат кои се тие атрибути, бидејќи ние сериозно се разликуваме и од грците, и од бугарите, и од србите, и од албанците. Ние сме засебна нација. И тоа што внатре ќе го направиме, ќе е клучното. Никој од нас не може од надвор да не направи, да ни го врати достоинството и гордоста и препознатливоста дека сме македонци. Сами треба да си го изработиме. И тоа секојдневно треба да го работиме. Што ви се овие графикони? Не, по ова сега да ви докажам зошто мислам дека во изминатиот период
економската политика на владата е погрешна и кога велам со програмата интегрирана на партијата за економија. На партијата и со она што мислам дека треба да го предложиме пред очите на јавноста до останатите партија, тоа е Македонија 2030, државна стратегија. Мислам дека ние треба да имаме како држава минимум консензус за клучот и за развојот на оваа држава понатаму. Например, во изминатиот период, со бројки гледано, ние имаме сериозно раслојување и пропагање на македонскиот граѓанин и општество. Ако за време, и тоа го говорат и моите, и вашите родители, пријатели, роднини во Југославија, постоела силна средна класа, таа била доминантна, имало малку богати, имало малку сиромашни, сега тоа со процесот на осамостојувањето, транзицијата, приватизацијата, особено сега што велам, не првобитната акумулација на капиталот, туку редистрибуцијата на богатството, сега и по графиконите, работев со еден мој колега од факултет еден труд во таа смисла за една научна конференција, ние имаме сериозно преливање на најголемиот дел од богатството ке многу мал дел на луѓе. Средната класа се уништи, и имаме многу сиромашни. Браво. И, например, еве погледнете, точно. Во 2009 по последните податоци на Светска банка, 1/3 од богатството, една третина од вкупното богатство на Македонија отпаѓа само на 10% од луѓето, на 200.000 граѓани. А сиромашните имаат 2% од богатството. Погледнете го диспаритетот. Огромен. Во КАФ. Огромен. И сега СДСМ има своја автентична потреба. Да. И за себе и за државата. Да действува токму во таа насока и кога говориме за економија, не сакам да говориме абстрактно или идеалистички, но мора да се има базичната идеологија, Добро. конкретни мерки, Добро. конкретни луѓе и рокови. Народот И мислам дека тука треба да почне менувањето, бидејќи видите, малку богати со многу пари, многу сиромашни со малку пари, не е добро општество, не е среќно, не е стабилно е тоа општество. Во 10% е тоа најголемиот дел. Во тие 10% се најчесто луѓе кои станаа доста богати во 90-тите во таа транзиција што ја спомнавте. Не само тогаш, во континуитет, но тогаш започна тој процес. Тогаш започна и траеше тие 3-4 години максимално. Тогаш беа поделени, не знам, Скопска пивара на тој, Фершпед на овој на овој, ова се уништи и така натаму и така натаму. Многу пати го имате тој багаж, а особено Црвенковски, нема му се лепи тој багаж за таа транзиција, за тие отпуштени работници, дали сметате, вие рековте дека нема да барате редефинирање потполно од корен на СДСМ, но вие ќе мора да се соочите и со некои работи. Сметате ли дека има простор за тоа, да. Сметате ли дека имате сила, капацитет и дека воопшто треба да се погледне во приватизацијата и во грешките, ако сметате дека ги има, кои СДСМ или одредени луѓе од СДСМ ги имаат направено по тоа прашање, за кои како негативен контекст овие децении веќе и се протегнуваат. Едноставно сметам, без никакви предрасуди или ограничувања. Ја потсетам. Пратеничката група на СДСМ, односно партијата преку пратеничката група предложи уставен амандман за да се отвори повторно процес на проверка пред правосудните органи за процесот на приватизација. Од почеток до крај. Ние кога говориме за приватизација, најмногу мисля дека тоа се првите години, 91, 2, 5, 6, иако првиот процес на приватизација и овие фирми што ги говорите се по законот на Анте Марковиќ, кога се уште не беше распадната Југославија, кога веќе беше пред крајот. После се продолжи со нов закон за приватизација. Јане Милјовски. Претходно владата на покојниот Љусев го предложи тој закон, после се дополни и се продолжи по него, да бидеме прецизни. А следеше еден друг дополнителен процес од 1998 до 2002 година, каде што директно учествуваше Никола Груевски, а тоа е на дополнителното доприватизирање на фирмите, каде што се продава преостанатите удели на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и така натаму, каде што со дисконти од 99% во 3 сат, кога
имаше едно формално звонче, тогаш немаше класична берза, се продава фирмите. Сакам да кажам дека ако оваа држава сака да биде со сите нишани, мора да има ред и поредок. Да се разграничи кој честно заработил пари, кој нечестно заработил пари. Ама дали тој бил на овој или на оној, не треба да ни интересира. Нели сите сме исти пред законот и пред уставот. Не сме да има разлики. Ако некој од СДСМ согрешил, нека одговара. Но во исто време, ако некој е од ВМРО, а неговата партија е на власт, исто така, нека одговара. Тоа им го должиме на граѓаните. Ние мора тој систем на вредности, дека честноста се наградува, а како велат некој, ако си честен си глуп. Не те бива. Фала Богу на Не. Бога што сум глуп. Па не, ако е така, сите сме глупи. И јас Не тогаш сме треба... сите. Не сме сите. Треба јас да кажам, не сме сите. Има многу паметни ама таа оваа дефиниција... држава. Има многу Не, сакам да паметни кажам- и тие многу паметно се офајдија. Еве, ја не сум софидел, ниту моето семејство, ништо од Епа и приватизација. ти ко мене глуп си. И некој ќе ти рече, бе, не се снајдовте. Или зашо не го направивте ова или она. Не ушикјаривте нешто. Се извинувам, на таков начин не сакам да се стекнува Господин богатство Ивановски, не и ме не е во ред. интересира ни за Не е во мене, ред. ни за вас. Знаеме. Збориме за оние што го направија тоа. Добро. Збориме за тие. Во ред. За И тие апсолутно- недостижни и недопирливи до раката на законот. Зашто? Затоа што тие се најголеми донатори на партии. Ама тие се се уште актуелни дел од нив, така? И во Тоа оваа власт. како се? И тоа Значи, како не се? треба да бидат миленичини на ниту една власт. И ако веќе се воведува ред и поредок, и јас така сакам во оваа држава, а СДСМ треба да го даде примерот, преку својот принцип на вредности и начин на работење, и луѓе кои што тоа ќе го работат, тоа треба да го направиме однапред внатре, за да после кога ќе дојдеме на власт, ќе го спроведеме. И сакам да си држиме до зборот, дека тоа што, например, еве сега, во овие години и пол ние сме предложиле преку 40 на закони. Тие не поминаа. Власта ги бутка. Утре, со поддршка на граѓаните кои ќе дојдеме, прво што треба да направиме, за тоа ќе се залагаме, тоа што тогаш го предлагавме, како опозиција, пак да го предложиме. За да не ни речат, аха, ама тоа беше само популизам за да ја критикувате власта или да бидете подобри од нив. Не. Бидејќи сметам дека искрено сме верувале во тоа, сега добивме доверба. Сега ние тоа ќе го направиме. И да покажеме дека зборот, пристапот, принципот мора да се почитува и да се вреднува, за да луѓето, бидејќи некој велат јас Со се други согласувам. зборови сакате да ми кажете, вие треба да ја повратите довербата во народот. А претходно треба да ја вратиме довербата во јак СДСМ, бидејќи оваа држава нема добро да се развива ако нема силна опозиција. Апсолутно А се силна опозиција, видите, ние немаме Не е тоа намера за да силна. Не е тоа за силна. Едноставно има еден ментален склоп кој на таа поделба, на тој јас, тоа е ментален склоп, значи на една лична нетрпеливост и неподносливост. Аха, Јанко ВМРО-ец, не правиме муабет, не седнуеме кафе да пиеме со него, не идеме кај него, тој е ваков, тој е таков. Аха, Јанко, СДСМ-овец, не идеме затоа што е он таков, не или ќе идеме, ово е наш, ово е... Мислам дека Дали треба да разбирате се дека подаде рака? Многу длабока подолба. Оп, чув, добар, треба да се подаде рака, повелете? Треба да се подаде рака кон сите кои што мислат дека во заеднички договор, разговор, дебата, вклучително и со различни мислења, можеме да дојдеме до ниво на усогласено за да ја помогнеме на државата. Ние нема да се вратиме во рускиот тип на комунизам, сите исто мислиме, Бог да чува. С краја да е. Арно ама. Ние не можеме да цело време да ја водиме државата од 2 милиона, што е помалку од еден пристоен град во Западна Европа, на целосна конфронтација и црно-бело. И да се мразиме едни со други. Скопје 2030. Добро звучи, ми се свиѓа тоа. Не, тоа е... Што е концептот? Пред да го кажам тоа, само уште една работа. На крај се легитимираме со идеите, со програмите, но на крај мора да овозможиме и луѓе кои што тоа ќе го спроведат. Ја, например, мислам дека треба се почне прво внатре од СДСМ за да дозволиме таа политика на отворени врати, на честни, квалитетни, способни луѓе да се препознае дека аха, тука има простор за нас. На тој начин мислам дека и ке општинските организации, например, може да размислиме и за воведување на отворени листи. На тој начин, отворена листа? на тој начин да општинските организации, кога ги бираат своите кадри, дали за ке себе или за партиските органи, овозможат секој да гласа
не за затворени листи, туку за повеќе луѓе и да ги одбира тие што смета дека се најдобри. Например, Во смисла од рамките на партијата? од рамките на партијата Само или тој кој членови што на СДСМ? или тој кој што ќе се само кандидира. Од членови на СДСМ? Членови симпатизери на СДСМ. Зошто до сега не биле отворени? Не, и до сега беа отворени. Јас говорам Што е како разликата тогаш? чекор напред. Например, да не одлучуваат, како ни велат, не се остава простор, едни си ги бираат другите. Ако тоа го земеме како мана, а во одредена ситуација луѓето го злоупотребуваат системот, тогаш ајде да расшириме работата. Да им дадеме на нашите членови, на тој начин преку отворени листи да ги избираат најспособните, најработливите, А не и на да им нив, наметнувате вие кандидати? пример. Како што беше до Или, сега, например, така? мислам дека во целата оваа работа, јас реков дека апсолутно немам намера да ги делам членовите на стари или на нови лица, или на возрастни, Значи, ќе млади. им дозволите на базата сами да си одлучат кого ќе кандидираат Тоа е сериозно право, ами сериозна одговорност. Да ги погодат правите луѓе. Да не речат после некој друг не ги каже. Не, сами си ги избравте, тоа е вашиот начин на работа, со тие луѓе ќе работите, ќе ги провериме. Ако е сработиле работата, продолжуваат напред. И концептуално, ако дозволите, пред да доеме до Македонија 2030, мислам дека треба не како што сите велат да се направи генерацијска промена. Таа не може да се направи со одлука. Таа треба да биде природен процес. Еволуција. Ама треба да се насочи. Во оваа држава, мислам дека најмаргинализираната група, за жал, се токму младите луѓе кои што се полни со енергија, елан, знаење, само што завршиле факултет, а најбесперспективно чувствуваат тие. Ја имам 36 години. Што си по струка? Економист. Економист? Магистар по економија, асистент на економски факултет. Сега, кога ќе ми дозволи времето, сакам наскоро да го завршам докторатот. И Докторат на што ти е темата? Пензиското и животното осигурување и економскиот развој. Таму имаме сериозен проблем во економијата, особено ке пензискиот систем, кој што е пред колапс. Пред колапс, Па да, дупката се зголемува, пензии се исплаќаат, ама за да се исплатат тие пензии се плаќа многу висока цена. Се земаат заеми од странство, заеми од дома. Зошто? Затоа што на еден вработен имаме двајца пензионери. И тој тренд ќе се влошува. Кажи И ми, се извинувам само што тоа. Нас не треба јадрото на било што, не само во партијата, генерално да не бидат младите луѓе. Тие кои што завршиле факултет и сега велат дајте да помогнем, дајте да работам. Јас тоа често пати го гледам и на факултетот, кога, пазете, тоа се студенти 18 години, полни со енергија, со очекувања, со желба и така натаму. И јас се лично и дел ја таа енергија црпам од нив. Бидејќи со млад човек, кога дебатирате, немате што да изгубите. Можете само нешто ново да научите, едноставно да тој младешки, па негде и бунтовен дух, едноставно ви даде, ги напуните батериите. Мислам дека столбот треба да биде таа генерација од 23 до 30-35 години, која што ќе го поднесе најголемиот товар, а да го црпи искуството, знаењето. Затоа што, пак ќе речам, не е во ред да учите на своите грешки нонстоп. Ајде да пробаме да учиме на тугите, да видиме некој кај пред нас грешил, не само како држава, и надвор од нас. Па врз база на тоа да ги насочиме. И сега доаѓам до нешто велите Македонија 2030. Не, за тоа по рекламите ќе ми кажете за Македонија 2030, мора да идеме в тој блок. Само да ве прашам, рековте дека која ќе нема цел живот да бидете со политика еден ден и нема да бидете ова што сте пратеник и така натаму. Што ќе бидете? Што ќе работите? Кај се гледате сега? Па мојата љубов е науката. Не мислам и ниту сакам да се пензионирам како професионален политичар, да бидам искрен. Не дека тоа некој ќе рече недозволено или грешка, не. Јас говорам за мене лично. Јас пред да станам пратеник, започнав да работам како помлад асистент на економскиот факултет, со вежби, магистрирав во меѓувреме, сега го работам докторатот и по она кое што народот, членството и така натаму објективно ќе одлучи до каде можам да помагам и на кој начин и на било кое место. На крај сепак сакам да завршам со мојата љубов, тоа е науката, истражувањето, економијата и тоа да не биде на апстрактен начин, бидејќи мислам дека
таа не професорска, туку работа на образовни институции има еден тип на помош према луѓето. Едноставно им помагаш на луѓето да се развијат. И јас велам, има два типа на професори или на луѓе што работат дали во училиште, дали средно, дали на факултет, се едно. Едни кои што го црпат или го градат својот авторитет врз база на туѓото незнаење, што не е добро, бидејќи тоа е многу лесно, и некој кој што го гради својот авторитет врз база на своето знаење. Или со други зборови, ако јас знам да пливам, а вие не, јас сум подобар од вас. Целата работа кога е негативното нека мене покаже. Не, како пример. Се шего. Целата работа е да се научат луѓето на знаење, научи го човекот да дојде до тоа твој ниво, па тогаш да се надпреваруваме. А по христијанското научи го не му давај риба, туку научи го да лови риба. Па старите мудрости се прилично длабоки човечки вредности. И можат секогаш да се применат. Дали имате формирано семејство, дали сте женети? Да, имам. Скоро 4 годишен син, на 1 август ќе прави 4 години, Теодор, сопругата е Анастасија, она е магистар по стоматологија и она сега го работи својот докторат. Тоа е интересно прашање, ќе го заборев, бидејќи повеќе на шега ми го кажува тоа, кога го правевме отпорот низ Скопје и возевме со колите. Не ми кажи Лада дека возиш. Не. Добро. На 2-3 места слушнав изјави од Груевски кој што вели, се собраа овие од СДСМ и него Игор со аудито. И веќе сум отрпнат од такви ситни провокации, грешки, лаги и така натаму. Возам 14 годишно Ауди Караван А4, купено пред повеќе од 10 години на плац од Германија. Вредноста е срамота, да ја кажам сега, пошто рапидно падна цените на автомобилите. Не можам ни еден мотор да купам со него, но апсолутно ја врши својата работа. Она што ви кажав, не за да се гордеам, туку сакам преку својот личен пример да покажам дека апсолутно не се сите политичари исти и дека се водат од својот личен интерес да профитираат и така натаму. Сосема ми е доволно моето 14 годишно Ауди, што вреди помалку од една најефтина Веспа. Имаш 200.000 поминато со него? Па не знам колку е вратиле километражата кога го купив, така да може и ќе сгрешам ако кажам 200, а може и повеќе. Одиме со реклама и се враќаме веднаш потоа во студиото. Сакам да ве прашам, не успеав да ве прашам претходно, бидејќи не знам дали е шпекулација или прочитав неколку коментари. Република го објави тоа денеска дека за некакви закани Игор Ивановски, неговите Венде Диневски, Весна Бендевска се закануваат со физички пресметки и бркање од СДСМ доколку не влезат во ЦО. Ова се случи овој момент во Битола, каде што е во текст останокот. Колку знам, вие сте тука. Бог да чува и да брани. Добро. Значи, ако се верува на се што се пишува, нема крај. Тотална лага. Толку ме интересираше. Скопје 2030. Скопје 2030, јас го гледам како добра шанса СДСМ внатре ни сопствениот процес на легитимирање и на сериозна работа и многу работа, да дефинира концепт и на собствена партиска интегрирана програма, но и да понуди предлог. Реков, не може тој да биде единствен и најдобар. Предлог за тоа како ќе се развива државата во следниот временски период. Значи, не да купи ден, продај ден, бидејќи ова што се случува во моментов на среден и на долг рок ја носи државата во пропаст. Например, оваа влада сериозно се задолжува и не е проблем задолжувањето само по себе. Секоја влада и држава во светот се задолжува. Проблемот е брзината на задолжувањето и ние имаме ситуација каде што оваа влада во последните 6 до 7 години го дуплираше скоро само долгот на централната влада, повеќе од 1 милиарда евра, ако ги погледнете последните податоци. Проблем е и структурата, односно намената на тоа задолжување. Најголем дел од тие пари завршуваат или во Скопје 2014, споменици, згради и така натаму, или во буџетот. Ке се потрошат за плати, пензии и тоа еднократно ќе се случи, ама после некој треба да ги враќа. И ние имаме еден тип на пирамидално задолжување, како што беа на времето пирамидалните штедилници. Еве само вчера владата зема нови 133 милиони евра од домашниот пазар.
Тоа значи помалку пари за фирмите. Сакате да ми кажете дека сите извештаи на ММФ и Светска банка кои не фалат се уствари стапица за да влеземе во пропаст? Не, видете. ММФ и Светска банка се водат од едни класични макроекономски индикатори и банкарски пристап. Тие сметаат дека Македонија со ова ниво на развој може да си дозволи ваков тип на задолжување. Бидејќи кога збориме за овие износи 100 милиона, 200 милиона, 500 милиона евра, тоа за ММФ и за Светската банка се прилично смешни пари во однос на глобалната економија. Но за Македонија не се. Зошто го говорам ова? Затоа што задолжувањето е потребно. Но ако вие не го употребите на вистински начин, а не се употребува, долгот е направен, утре треба да се враќа. Или најпластично, вие дома, предпоставам, сте зеле кредит за некакви домашни потреби. Реновирате и така натаму. Но предпоставам не ви паднало на памет, вас или на било кој друг гледаш, да земе кредит од банка за да купи уметнички слики. Ова е од прилика тоа задолжување. И Добро, што е вашето решение и поглед решението е следно. А тоа е дека Македонија треба да ги користи и домашните ресурси, а ги има. Тоа се парите од диаспората, тоа се парите на банките, тоа се парите од штедењето, но и да се задолжува за конкретно определени продуктивни намени кои што ќе дадат свој повратен ефект, додадена вредност, ќе ги вратат парите назад и во економијата и на граѓаните. Например, кога вела Македонија 2030, мислам дека СДСМ треба и ќе предложи да Македонија определи кој е оптимално ниво на задолжување, но да се знае и заеднички да се договори дека кој и да биде влада, оваја, идна или некоја трета, дека тие пари треба да се употребат, например, за инфраструктура. Ајде Македонија конечно, како што тоа го направи Хрватска, да речеме, и Словенија пред неа, да се задолжи и дел да искористи од своите пари и да ги направи сите автопати во државата, сите магистрални патишта и да влезе во селата и да се асфалтираат сите села, каде што ви реков, луѓето тоа го говорат, во најголем дел случаи последниот асфалт од времето на Јосип Брос Тито. Не, говорите тоа, например, малце примерот зошто Хрватска и Словенија па тие се на рап на пропаст? Не, особено сега ќе ви кажам, тие имаат повисоко ниво на задолжување, но со инвестициите што ги направија во инфраструктурата и инвестираа во патишта, во енергетски објекти, тие на средини на долг рок ќе ги вратат парите. Кога владата ќе земе пари од заем и ќе направи зграда на Министерството за надворешни работи. И нема да плаќа више 150.000 евра со годишна тие пари кирија, кои што ги дала за таа зграда, ќе може да плаќа кирија, ако веќе збориме за кирија, следните 100 години. Бидејќи ако е 150.000, а ова чини 40 милиони евра, пресметете ако е киријата во прашање. Не е киријата во прашање, но во исто време, еве некој ќе рече, овој споменик е убав. Не навлегувам, убав, ваков, таков. Не е, според мене и според нас, не е сега време за споменици. Но, кој ќе рече некој, овој споменик чини 5 милиони евра. 5 милиони евра се 5 километри автопат. И кога вела Македонија 2030, ние треба како држава да се договориме, да дебатираме и да речеме, ако со ова правциве на развој, например, нас ни требаат стабилни меѓуетнички односи. Не е лажен патриотизам дали нешто од македонциве, дали нешто од албанците или нешто измеѓу за да политичките елити остануваат на власт. Без стабилни меѓуетнички односи што подразбираат и меѓусебна доверба и разбирање, но и права и одговорности и обврски и од сите, и од македонци, и од албанци, и од турци, и од срби, роми, власи, бошњаци, не некој да си ги бара само правата, а да ги трга на страна обврските. Ајде тоа да го дефинираме. И тоа де факто е дефинирано со рамковниот договор, ама и да го спроведуваме, бидејќи без тоа стабилноста на државата нема ни економија, нема ни ЕУ и НАТО, нема ни живот. Например, број 2. Ако веќе збориме за економија, ајде да се договори, бидејќи по уставот Македонија е социјална држава, да пробаме заеднички да искорениме сиромаштијата. Дали е тоа преку активни мерки за вработување или преку зголемување на социјалната помош, ама на тие луѓе да им се помогне, бидејќи држава со многу сиромашни луѓе не е срекна и успешна држава. Колку по вашите... Број 3. По вашите... Извинувам, само да ви дам 3 пункта. Број 3. Македонија мора да политичарите да седнат и да договорат што е тоа што во енергетиката ќе се прави.
Да. До сега се трошат милиарди евра пари за купување на струја од Република Српска, од Бугарија, од Украина, од Босна и Херцеговина, Федерацијата. Со тие пари ние до сега имавме нови 4 хидроцентрали или во најмала рака, ако тие веќе се абсолвираат, во следната фаза да имаме и уште еден блок во рек Битола. И на тој начин ќе произведуваме доволно струја наместо да ги одлеваме парите. Ако веќе седнеме и разговараме, тоа мислам да го предложиме како СДСМ, ајде да се рече која е таа сума на пари што како држава заеднички ќе се одвои, без разлика дали сме ние на власт или тие се на власт, и ќе се затвори конечно процесот на модернизација на здравството или на образованието. И да создадеме како словенците на почетокот, како државна стратегија, која што е започна своевремено Кучан, а ја продолжија и Дрновшек и Јанша и така натаму, за создавање на Словенија како високо образована модерна држава во која што странски студенти ќе доаѓаат и ќе ги оставаат своите пари во Словенија. И тие се профилираа во тоа. Македонија не, или на пример во земјоделието се даваат пари, ја велам дека уште повеќе треба да се даваат, ама структурата треба да се промени, бидејќи по сите основи ние помалку храна произведуваме, повеќе храна увезуваме, што не е во ред и не е добро. Значи, говорам за клучните пунктови во кои што сметам дека СДСМ треба да го направи првиот исчекор, да дефинира и собствена партиска, интегрирана, долгорочна, детална, со носители и со рокови програма, но и да дефинира стратешка програма и да ја стави на маса и да рече, ајде се ВМРО, ДУИ, ДПА и така натаму, да дебатираме и да постигнеме минимум консензус, да си подадеме едни на рака. Ние нема да станеме, да продолжиме да бидеме исти тама работа, па ќе бидеме ние политички неистомисленици. Ама за овие пунктови, меѓуетнички односи, ЕУ и НАТО, демократија, слобода на медиуми, например, ние ќе го дадеме нашиот предлог, нека има и други предлози, дајте да ги дефинираме базичните стандарди. И по ова да работиме. 4 години сме ние. Ако сме 4, ќе продолжиме. Ако се смени власта, да знае дека мора по таа пруга, нормално ќе има своји елементи, своји луѓе и така натаму, но да знае дека тоа е правецот и граѓаните да речат, аха, ова е известно. Или, например, особено во економијата. Да имаме сериозно неискористен дел во домашниот економски систем. Цело време се збори за странски директни инвестиции, тоа е во ред. Тоа треба да се прави. Ефектите изостануваат. Еве, вчера излезе податок дека за овој период спореден со лани 30% се намалиле странските директни инвестиции. Но, например, многу малку се говори и во таа смисла сериозно не се согласувам со тоа што го прави владата за домашните инвестиции. Да имаме мали и средни фирми кои што немаат помош, немаат инекции, немаат систем. Едно е тоа што имаме многу лошо и несточно и корумпирано, партизирано судство. Администрација која што работи врз база на познанства, а не врз база на помош на бизнисот. Но имаме ситуација кај што државата не помага на овие фирми. Например, во буџетот се предвидени само 300.000 евра за подршка на малите и средни компании. Јас мислам дека таа сума може да биде 30 милиона евра. И да видите како кога ќе се упумпаат на мали и средни фирми кои што вработуваат од 5 до 10 до 15 до 20 вработени, да им упумпате не грантови, не донации, туку да им дадете помош која што тие ќе изработат, ќе вработат, ќе создадат производ конкурентен да се продава и внатре, но и надвор, тоа веднаш ќе се почувствува. Во таа насока мислам дека е клучно СДСМ внатрешно да се екипира, да го собере целиот расположив ум внатре во партијата, но и надвор од партијата, со луѓе кои што се подготвени тоа да го дадат како своја интелектуална способност, како желба за работа и на крај да ние на тој начин се легитимираме и граѓаните ќе знаат. Ова е СДСМ. Ова е нивниот продукт, производ, тоа е нашата програма. Ова се нашите луѓе. Нив ги промовираме. Тие ќе го спроведуваат ова. Не може 1, 2, 5 луѓе тоа да го прават. Треба цел систем, цела екипа на луѓе. Јас на тој начин ја гледам целата работа и на крај кога ќе има резултати, да можеме да речеме сме помогнале на крај на државата. Бидејќи кој е успехот една партија да е успешна, ако тоа не се поврзе со успехот на државата. Не постоиме заради самите себе,
Ние сме, што е латинскиот збор за министер, пример. Ја не сум бил министер, но тој им го пренесува на министрите, слуги на народот. Тие треба да работат за народот, а ако изработат, нека добијат доверба и поддршка, нека продолжат понатаму. Нели се завршат работата, нека се тргнат на страна, треба да дојдат други луѓе. И на тој начин да креираме еден систем. Конечно, бидејќи немаме време, мислам дека СДСМ сега се наоѓа во исклучително сериозна фаза. На почетокот реков и ќе повторам, многу е битно целиот овој процес кој што се случува внатре да биде направен, старите викаат, со усул и со акал, да нема зла крв, да има борба на идеи и на концепти, а не во наводници кадровски борби помеѓу индивидуи, бидејќи ние сами за себе ништо не значиме. И на крај да се рече во ред, СДСМ го има единството, кое што е реално. Тоа единство е врз база на заедничкиот договор што ќе работиме, со кои луѓе ќе работиме, да пробаме да ги избереме без проблеми најдобрите, да ги расшириме процесите и најбитно од се, зашто ја мислам дека ќе инсистирам во секоја варијанта и мислам дека сум лично и човечки и со искуство квалификуван, на тоа е многу да се работи. Од сабајле до вечер, и во град, и во село, и со експерти, и со луѓе кои што имаат што да ја кажат, бидејќи и нашиот народ има големи мудрости. Не значи дека ако некој само има завршено факултет, не знае што да помогне. Многу знаат. Но во исто време треба да ги одбереме тие што се најмногу енергични, со желба, со емоција да помогнат, да се вложат себе си, да се жртвуваат и на тој начин да ефектот биде да имаме силен, подготвен, организиран, врз база на минатото и врз база на договорот за еднината СДСМ, кој што сериозно ќе се спротистави не на реторичка основа, туку на практична основа. Ке рече, тоа е ВМРО, тоа е нивната програма и нивните луѓе, ова е нашата програма и нашите луѓе, граѓани Бујрум, мерете не, одлучувајте, како велите, знаат тие да проценат кога те гледаат во очи, дали лажеш, дали не ја говориш вистината, дали си уверен во тоа што го говориш. И на крај, ние постоиме за граѓаните. Тие што ќе победат, повелете со среќа. За македонските државни и национални интереси, заедно мора да работиме. Нашите разлики мора да постојат, за да го бараме најдоброто. Многу ви благодарам за вечерашното гостување. Испративте неколку интересни пораки кои сигурно ќе бидат анализирани. Ја ви благодарам, се надевам дека повторно ќе се видиме, а особено ја ќе ја завршам со еден ваш збор, да ја снема злата крв, лошата крв. Насекаде. Ви благодарам за тоа. И вас ви благодарам, се надевам дека се обидовме, не на сите, бидејќи изборевме на пут за да можеме вака и на долго и на широко да говориме. Уште еден саат гледам, за вас нема проблем. Но дека во најголем дел се обидовме да одговориме на прашањата, на предизвиците, на дилемите на граѓаните, на членовите на СДСМ. Ви благодарам за можноста да прекува се обратам на членовите на СДСМ, на граѓаните, генерално на македонската јавност и мислам дека секој политичар без разлика за која функција, позиција ќе се кандидира, дали ќе ја освои или не, а во тоа мора да верува на крајот на криштата за да сака да има успех, треба однапред да се представи и да се легитимира на граѓаните за да знаат кој, зашто е, со кого е и на кој начин мисли тоа што го говори. И на крајот, дали искрено, јас сум убеден и ви уверувам дека тоа што го говорам искрено и честно и човечки, да на крај тие донесат одлуката. Па здравје Боже, повторно ќе се видиме. Ви благодарам уште еднаш. И благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.